Мизар е моја лична фасцинација, љубов од детски денови, бенд со кој сум растел и созрел и кој ме направил подобра личност. Да, тоа е доволно за почеток, да. Па јас мислам дека е доволно за да се каже зашто токму се нафатив за Мизар и зошто го работам ова што го работам во изминативе 3 децени. Значи, растев со Мизар, од секојаш Мизар ми давале некоја сила внатрешна, некоја внатрешна гордост преба чувството дека сум македонец, дека да сака македонскиот јазик, значи се она што како клинец си го чувствувал и си го сакал, си го видел подоцна во Мизар и подоцна си сакал исто да го практикуваш, значи со гордост да истакнуваш македонската култура, македонската уметност, македонскиот јазик и се она што е македонско. Впрочем, тоа е квалитетно и со тоа може да се пофалиме. Стои беше нешто што почна да ве прави подобра личност? Па, стоe моментот кога првпат ги видов Мизар на телевизија. Да, ја напишав и во предговорот на книгата дека јас и пред тоа, нели, живеам во мала средина во Кочани и пред тоа се запознав на овој или на оној начин, сега е малку подолга приказна со тие андерграунд движења на просторите на која Југославија, со тој панк звук, со сето тоа, меѓутоа многу малку имаше нешто од Македонија со што можам да се пофалам или што може да ме да предизвика таков позитивен адреналински шок кај мене. Појавата на Мизар на една емисија Видео Метроном кој што тогаш се емитираше на македонската телевизија, односно радио телевизија Скопје. Мислам дека тогаш така се викаше, го предизвика тој шок кај мене и тоа токму пред малку што го спомнав, сознание дека можеме и ние и на македонски и многу силно, како што прочем бендовите што ги слушав, да испратиме порака која што значи биди свој, биди критичен према околината која што те обкружува и биди креативен. Пред се направи и ти нешто, значи тоа е оној панкерски do it yourself фазон, значи не само да ги примаш нешто, туку направи и ти нешто што може да биде подобро за твојата околина. Да. Така е, да. Беше ли тешко или лесно да се слушнат приказните на 50 на луѓе кои што продефилирале, како да кажам, низ Мизар во некој од периодите? Ја не можам да кажам тешко. Иако е напорно, мислам, навистина е напорно да се работат вакви монографии и публикации, меѓутоа кога се сакаат нештата, многу полесно сите тие функционираат. Мене ми е напорно искрен да бидам административните работи, формалните работи, кои што морам, нели, понекогаш да ги правам за да ова дело или ваквите дела добијат своја завршница. Меѓутоа тој сам процес на креативна работа, собирање материјали, обработка, реконструкции, разговори со луѓе, утаначување на информациите кои што ги имам од различни извори кои што не се поклопуваат многу често, па треба да ја најдеш вистинската. Тоа е нешто што го сакам и тоа е нешто што ме одржува во живот и во процесот на создавање. Се на другото што се нарекува администрација, пополнување на формулари, на извештаи, на не знам што, тоа ми губива и креативниот процес и просто ако сега повторно се нафатам да пишувам некоја книга, најголемиот проблем е кога се обидам сам во себе да го надминам тие неколку чекори кои што доведуваат до создавање на книга. Тоа се убиствените чекори. 333 страници содржи оваа монографија и сега ако ве прашам вака од прва, која е приказната за која што стварно ве фасцинира на некој од членовите на Мизар? Све ме фасцинира. Мислам, не можам да издвојам нешто што тоа ми е најтешко на прва да кажам, затоа што во моментот мене ми процесира главата за сите 333 страници и за сите тие луѓе кои што искажаа навистина голема почит од просторите на некогашна Југославија и од овде и од Македонија за творештвото на Мизар и за нивната големина. Значи, ја се уште ми се чини дека ние уште помалку, многу малку сме свесни за нивната вистинска големина. Според мене Мизар се македонската музичка урбана ДНК вткаена во на ткиво, светско ткиво на светска музичка ризница. И нешто со што треба да се гордееме, а многу малку го овде споменуваме. Значи, не знам, стварно не знам што би можел да издвојам од овие сите тие приказни. Мизар биле големи, нормално низ таква 4 децениска кариера имало и успони и падови.
многу интересен, тој е еден факт, еве, него би го споменал, дека сите нивни главно падови следувале после настапите во Љубљана, кај што па биле врвот на нивната Значи, кога се соберат пак, да не одат во Љубљана. Еве, тоа завчера на промоцијата, не знам со кого од Мизар го коментиравме, јас изборав значи 3 такви случаеви и тоа дури во почетните нивни фази, кај што буквално после концертите у Љубљана, кои што се пак врвот на некој начин на пиковите на тие одделни фази во нивната кариера, наеднаш после тоа, после враќањето во Скопје доаѓа до прекин на таа групација на луѓе. Значи, да, Мизар продолжува, меѓутоа во некоја нова формација, така да е многу интересен тој момент поврзан со Љубљана, така. Судбината така сакала правенецот да е објавен во Љубљана, нивниот главен менаџер Горан Листица Фокс да е од Љубљана и сите убави работи им се случувале таму, ама враќајќи се у Скопје, веќе работите биле сосем поинаки. Кога зборувате за Мизар, сте рекле, или на прашањето зошто Мизар, велите зошто да не, Мизар е удамна излезен од границите на македонската уметност. Мизар представува балканско па и светско културно богатство. Светот од Македонија добил десетици сериозни културни и музички дејци, меѓу нив особено може да ги споменеме, нели, или тука се вистинско место е Мизар и Лепи Сол. Ви се налути некој од луѓето кои што можеби дојде на промоцијата затоа што сте ги заборавиле во именувањето? Не. Јас се надевам дека никој не се наљутил и не добив таква информација, меѓутоа мене ако ми дозволите, ја можам да ги набројам сите оние 333 бендови од македонската рок енциклопедија за кои што исто имам огромна почит од најмалиот до најголемиот, условно кажано, и за уште 333 што спремам за една таква македонска сосем поинаки бендови. Значи го почитувам секој македонски бенд, ама мораме да бидеме понекогаш и реални на нештата дека не секој остварува кариера која што значи и белег, оставање на белег во едни пошироки рамки. Значи, не ги подценувам оние кои што оставиле сериозен белег на македонско тло. Меѓутоа, Мизар ги поминале тие граници. Повторно ќе кажам, и ќе го споменам моментот, не се Мизар можеби европска и светска велесила, такви биле околностите и онаму кај што стигнале се границите на некогашна Југославија и неколку излети, не знам, до Италија, до Германија и до Бугарија, да речеме. Лепи Сол исто така, да речеме, на просторите на екс Југославија огромно име. Огромно, можеби најголемото што ние сме го имали, меѓутоа и нивните излези надвор од границите на Југославија не биле толку многу чести. Прочем, такви биле времињата. Такви сега е многу поинаку. Сега имаме бендови како, не знам, Бернис Пропаганда или ред други. Ајде сега да не набројувам, пошто исто барем 10 на 15 кои што веќе и границите балкански им се мали и европските турнеи, во случајот со Бернис Пропаганда и америчка турнеја. Значи, тоа е убавината на македонската урбана музика. Значи, секоја нова генерација ги поместува границите на влијанието. Предизвиците пред идните генерации се веќе се поголеми. Она што јас го паметам, значи, навистина беше тоа големит чекор, победата на Мизар на Суботица, објавувањето на деби албум на македонски јазик, тоа беа чекор понапред од она што претходно го направи неколку години пред тоа Лепи Сол. Значи, ние имаме таа убавина, можеби не имаме квантитет на сцената, меѓутоа квалитетот во тие секогаш постоел во било кои музички жанрови. Така е, да, имам уште малку време, а јас уште многу прашања, она што сакам да ве прашаме, велите Мизар е звезда на надежта, звезда водилка која го осветлува патот за да завршите. Јас, еве ве парафразирам само, нели, јас многу би сакал Мизар и се е можно некакво нивно повторно враќање. Ги прашавте ли членовите што ви рекоа за такво нешто пред да го видиме спотот како заокружување на ова наше? Тогаш ќе бидам на краток, бидејќи да ми оставите и следните 3 сати можам да зборам и за Мизар и за македонската рок музика и се надевам дека ова нема да биде инцидентно, нели, моје појавување и воопшто појавување некој македонски и новинар и бенд кој што е од таа урбана рок култура. Мизар минатата година во декември настапија на Таксира во таа нова пето откровение. Мизар веќе подолг период работат на снимање на тој албум, шести нивен поред сега во оваа фаза наречен Шарена крава. И јас се надевам дека и оваа книга ќе иницира серија на концерти
на просторите на Македонија пред се и верувам и на екс-југословенските простори. И веќе има некои наговестувања во моите разговори со Горан Листица Фокс, кој што е всушност продуцент и издавач со Хелидон на првиот албум, дека е можно во текот на оваа година или наредната да има и реиздание на тој прв албум култен кој што веќе 30 и кусур години не може да се набави. Јас размислувам можеби за една компилација винилна со необјавени, имаат мизари прекрасни песни кои што никогаш не ги ставиле, а ги снимиле, не ги ставиле на носач на звук, така да има што да се каже од нивно. Мизари се е можно. Зборувам од нивно име, иако тоа веројатно нели самите членови и оваа постава водена од Горас Чаповски треба да го спомене. Нивните планови не ги знам и не сакам толку да навлегувам затоа што сепак тоа е нивна работа. Јас сум само публицист кој што ја следи нивната кариера и мене секој нивен чекор следен ќе ми значи многу за здравје за 50 години, па малку пообемно издание од ова. Така е, да. Тошо Филиповски, ви благодарам за овие приказни ваши, создавајќи ја оваа голема приказна во 333 страници, а јас што да кажам, мизари се е можно и ве сите заедно стискаме палци за нешто ново од нив, а во меѓувреме слушаме нешто старо, ама добро.